Вечно ќе ја сакам, убавка ја твоја, Скопје кажи ми. Во пресрет на официјалниот почеток на проектот Скопје, Европска престолнина на културата 2028, градоначалникот на Скопје, Уруце Ѓоргиевски, оствари работна средба со градоначалникот на италијанскиот град Матера, Антонио Николети. Како што информираше Ѓоргиевски, на средбата се разговарало за потенцијалите на двата града, размената на искуства и воспоставување основа за идни партнерства кои ќе придонесат за културниот и урбаниот развој на Скопје. Средбата се одржува во пресрет на утрешниот меѓународен настан кој ќе го означи официјалниот почеток на активностите поврзани со титулата Европска престолнина на културата. Овој процес носи нова енергија, визија, трансформација, културна, дигитална и инфраструктурна, се во интерес на граѓаните, истакна градоначалникот. Скопје утре ќе биде домаќин на бројни европски лидери и градоначалници, што представува значаен момент за позиционирање на градот на европската културна сцена. Според најавите, проектот ќе означи почеток на нов развоен циклус, заснован на долгорочни инвестиции, меѓународна соработка и стратегиски пристап кон развојот. Ѓоргиевски оцени дека Скопје веќе прави конкретни чекори кон трансформација во модерна и просперитетна метропола, со јасна визија за иднината и зголемено учество на културата во јавниот живот. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски информираше дека во дворот на основното училиште Димитар Поп Ѓоргиев Беровски е поставено ново екоигралиште наменето за учениците од пониските одделенија. Станува збор за современо уреден и безбеден простор кој ќе има возможи на децата квалитетно да го поминуваат слободното време, да се дружат, рекреираат и развиваат во здрава и поттикнувачка средина. Игралиштето е изградено со еколошки материјали и дизајнирано да ги задоволи потребите на најмладите, со посебен акцент на безбедноста и функционалноста. Стојковски посочи дека оваа инвестиција е дел од континуираните активности на општината за подобрување на условите во образовните установи и создавање на подобра инфраструктура за учениците. Продолжуваме со конкретни инвестиции за подобри услови за нашите деца. Ова не е само ново катче за игра, туку уште една потврда дека вложуваме во нашата иднина, истакна градоначалникот. Додаде дека локалната самоуправа останува посветена на креирање поквалитетна животна средина, со повеќе зелени и уредени јавни простори, особено наменети за децата. Со ваквите проекти, како што нагласи Ѓорче Петров, чекор по чекор се развива во поубаво, позелено и подобро место за живење, со фокус на најмладите генерации. Министерката за образование и наука Весна Јаневска заедно со градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски извршија увид во градежните активности за проширување на капацитетот на основното училиште Крум Тошев во селото Трупарево. Станува збор за инвестиција вредна 23 милиони денари, средства обезбедени од владата, со цел подобрување на условите за настава и престој на учениците. Во рамки на проектот се доградуваат 3 нови училници и тоалет, се прошируваат и наставничката канцеларија и училишната менза. Министерката Јаневска истакна дека ова е дел од поширок пакет на инвестиции што се реализираат во соработка со локалните самоуправи, преку повици за финансирање на капитални инфраструктурни проекти. Таа додаде дека во моментов Министерството за образование и наука, владата и општините заеднички финансираат повеќе од 80 проекти насочени кон унапредување на образовната инфраструктура низ државата. Според најавите, градежните активности во училиштето Крум Тошев се очекува да бидат завршени на почетокот на следната година, со што ќе се обезбедат подобри просторни услови за учениците и наставниот кадар. Јаневска потсети дека уписите на првачењата започнуваат во месец мај, при што родителите треба да достават соодветна документација, вклучително и потврди за извршени офталмолошки и стоматолошки прегледи, како и доказ за примени вакцини. Упати апел до родителите да ја прочитуваат реонизацијата при запишување на децата, со цел рамномерна распределба на учениците, избегнување на пренатрупаност во одредени училишта, додека други би останале со намален број на ученици. Тимот на Општинското основно училиште Јан Амос Коменски во општина Карпош постигна значаен успех освојувајќи ја првата награда во категоријата најиновативно екорешение на еднодневниот настан Зелен икс од предизвик до иновација во организација на Агенцијата за иновации, научно-технолошки развој, предприемништво и нова. Настанот, кој се одржа во просториите на Младинскиот културен центар во Скопје, беше организиран по повод 21 април, денот на креативноста и иновативноста. Учество земаа ученици од повеќе основни училишта од главниот град.
Првонаградениот тим Go Green составен од учениците Михаил Јачовски, Аника Манасиевска, Максим Ампов, Лара Нелковска и Мартин Ивановски се истакнаа со креативен пристап и иновативни идеи насочени кон заштита на животната средина. Нивното решение беше оценето како најиновативно во силна конкуренција, покажувајќи дека младите имаат потенцијал активно да придонесат кон решавање на еколошките предизвици. Дополнително уште еден тим од истото училиште, составен од Михаил Лазаревски, Лука Ристевски, Нора Кусиванова, Марина Талевска и Нина Ќуркчиева, покажаа висок степен на знаење, креативност и тимска работа. Ментор на тимовите беше наставничката Татјана Ѓоргиевска, чија поддршка и насоки беа клучни за успехот. Значаен придонес даде и педагогот Сонја Казакова, велат оттаму. Од општина Карпош информираат дека ваквите настани имаат за цел да го поттикнат иновативното размислување кај младите, да го развијат нивниот претприемачки дух и да ги охрабрат преку практична работа да креираат одржливи решенија за реалните проблеми во својата заедница. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје започна акција за наплата на заостанати долгови со можност граѓаните да ги подмират обврските без пресметана камата за задуцнато плаќање. Од предпријатието информираат дека акцијата се однесува на корисниците кои имаат долг евидентиран преку јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје на заедничка сметка по основ неплатени услуги за собирање и транспортирање на комунален отпад, како и за редовни така и затужени сметки. Корисниците имаат можност да го платат за останатиот долг без дополнителна камата во рамки на оваа временски ограничена акција, соопштуваат од јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје. Акцијата е со определен рок, трае од 20 април до 5 јуни 2026 година, период во кој граѓаните ќе можат да ги подмират обврските под поволни услови. Со оваа мерка од предпријатието очекуваат зголемена наплата на долговите, но и олеснување за граѓаните кои имаат заостанати обврски. По повод Европската недела на имунизација 2026, која се одбележува од 19 до 25 април под мотото "Вакцините делуваат за секоја генерација" во општина Кисела Вода, се реализираат едукативни презентации за значењето на вакцинацијата. Активностите се насочени кон подигнување на свеста кај учениците и родителите, опфатени се учениците од две основни училишта – Рајко Жинзифов во населбата Дранчево и Кирил Печиновиќ во Кисела Вода. Предавањата ги одржуваат искусни здравствени работници од превентивните тимови при поликлиниките Дранчево и Јане Сандански, кои во изминатата година постигнале висок опфат на имунизација кај предучилишните деца. Од здравствените власти посочуваат дека ваквите резултати се резултат на континуираната соработка помеѓу локалната самоуправа и службата за превентивна здравствена заштита Кисела Вода, како и на теренската едукација и ангажманот на здравствените работници. Европската недела на имунизација има за цел да ја зголеми информираноста на граѓаните за важноста на вакцините и нивната улога во заштитата на јавното здравје преку едукација и достапни информации. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно